Дали Лила Стојановска ќе заврши како обвинета за измама во судските клупи? Обвинувања за сериозен криминал пристигнуваат на нејзина адреса. Косопственичката на градежната фирма Данмак вели дека била измамена за 250.000 евра во шемата на Боки 13 за наводно учество во ЕУ проекти за изградба на старски домови. Посредничка во овој случај според зборовите на Ена Норнилд била токму водителката. Таа во изјава за порталот МКДМК вели дека се започнала на почетокот на 2017 година кога избрала Лила како заштитно лице на нејзиниот козметички салон, а се било добро летото 2017-та, кога добила понуда за како што вели добра бизнис сделка за фирмата Данмак. Ми рече дека е добра пријателка со Боки 13 кој добил проект од Европската Унија за изградба на домови за ранливи категории и за стари лица. Авторка на проектот била Лила, Боки го добил од ЕУ, а јас за да учествувам во проектот во изградбата на тие домови требаше да ја платам 250.000 евра на авторката на проектот. Таа ми кажа дека во проектот вложила и свои пари. Не се посомнева во ништо од ова. На крајот на краиштата Лила тогаш уште работеше за мене. Побарав средба со Боки, отидовме во неговата куќа во Орман. Кога влегов натре, се беше под знакот на ЕУ, знамиња, папки, беџеви, пенкалца. Тој ми рече дека проектот веќе е добиен, но е заштитен. А деталите ќе може да се видат откако ќе се плати учеството. Со мојот адвокат спремив договор со извршни клаузули за двете страни, ако некој не ги испочитува условите од договорот. Норнилд вели никогаш не го видела проектот, раскажува дека на 21 јуни 2017 година Лила цела во плач влегла во нејзината канцеларија и рекла дека животот ѝ зависи ако парите не се платат токму дента. Исплатата била завршена истиот ден, 13,5 милиони денари биле префрлени на сметката на Лила Филиповска, која веднаш потоа под името Лила Стојановска ги конвертирала денарите во 250.000 евра во кеш. Помалку и чудно е зашто ниту една институција не реагирала на ваквата голема кеш исплата. Норнилд овој случај го пријавила и во обвинителството, но вели предметот се уште се чува у ФИОКа. Од ОЈО за Алфа велат дека постапуваат у предметот, а доколку бидат утврдени материјални докази, можно е проширување на случајот Меѓународен сојуз. Со цел утврдување на фактите беа сослушани и пријавителите и пријавената кои приложија документација како подкрепа на своите искази. Доколку во предметот бидат утврдени материјални докази за поврзаност со предметот Меѓународен сојуз, постапката соодветно ќе продолжи. Ена Норнилд измамата ја пријавила и во канцеларијата на ЕУ во Македонија, но се уште не добил одговор дали таков проект навистина постоел. Лила Стојановска на овоите тужби ги демантираше тврдењата на Норнилд, потврдува дека земала пари од неа, меѓутоа дека по неуспехот на проектот и ги вратила парите. Вели изминатиот период се води хајка против неа поради валкање на нејзиното име и чест.